предпоставува дека Хераклеја Линкестис е формирана во средината на 4 век пред нашата ера, како тврдина на ова доминантно ричче. Во средината на 2 век градот почнува да се шири во равницата. Меѓутоа, овие рани фази од нејзиното живење не се уште доволно истражени. Досегашните ископувања фрлаат повеќе светлост на периодот од 2 век на нашата ера до крајот на 6 век од нашата ера. Царскиот римски период во сите антички градови, па и во Хераклеја, е обележан со висок степен на урбанизација. Во Хераклеја во овој период се среќаваат монументални јавни и приватни згради, улици кои се пресекуваат во главном под прав агол, водовод и канализација, фонтани и бунари, јавни и приватни бањи. Во римскиот период градовите се такмичеле во тоа кој ќе подигне пораскошни терми, затоа што животот на римскиот граѓанин е тешко да се замисли без секојдневните посети на овие терми или бањи. Особено во попладневните часови после работа, кога масовно се доаѓало да се одмара и ужива во ладните и топли води, во базените, во двораните за гимнастика, за масажа или во просторите одредени за музеи или библиотеки. Во почетокот на нашата ера, Агрипа наредил бесплатен влез во термите во Рим, како би можеле и најсиромашните да ги посетуваат. Во историските извори е забележано дека во 14 римски региони во почетокот на 4 век од нашата ера, со попис се утврдени 856 бањи. За нормално функционирање на овие објекти се носела вода од блиски и далечни извори, воглавном со водоводни метални или керамички цевки, и доколку налагала потребата, тие се подигале на високи акведукти. При тоа, задивува искуството како и научните познавања на градителите. Интересно е да се напомене и тоа дека турските амами се дериват на римските терми. Во Битола, например, постоеле повеќе амами, меѓу кои Чифте амамот, тоа се женски и машки бањи, се наоѓа во близината на Чинарот, функционираше до пред неколку години. Тука, на местото на старите култури, се развиваше Битола, град кој постојано ги следеше традициите на вистинското градско живење со внесување на сите оние подобрувања кои ги носе новите времиња. Од денес Срамота од цел светова не е. Ова живот прашај не е. Кај да кажи? Први странците ќе случат срамота, странците ќе дојдат. Што идат? И сето ова се случува во Европа во 20-тиот век. Се случа да боме. Почекајте малку, повторно ќе ви дадеме збор. Да одиме поред. Какво е значењето на водата за човекот? Водата е од непроценливо значење за човекот и за останатиот жив свет. Познато е дека животот се појавил во вода, па оттаму и нејзиното значење. Човекот не може да опстане без вода повеќе од 2 до 3 дена. Водата на човекот му треба за задоволување на неговите физиолошки потреби, за пиење, за исхрана, за припремање на животните намирници и на храната и за одржување на личната хигиена, перење на облеката, одржување на станот. Исто така, потребна му е и во производството. Во денешно време се развиваат најразлични индустријски гранки кои помалку или повеќе трошат вода. Сем тоа водата му е потребна и за рекреација. Базени, реки, езера, морина и таа вода се користи за рекреација на човекот. А недостигот на вода како се одразува на човекот?
недостигот на водата секогаш лоше се одразува на човекот и директно на неговото здравје, или пак може да го кочи производството во одредени индустријски гранки. Познато е дека недостигот на вода или хигиенски исправна вода може да доведе до различни заболувања, а некогаш може поради хигиенската неисправност на водата да дојде до големи хидрични епидемии кои што погаѓале читави населби, па и кај на, да речеме конкретно во Битола, ние сме имале секои 5 години практично по една епидемија хидрична, или да речеме Приштина или други некои наши градови, каде што по повеќе стотици луѓе биле запатени од епидемии. Најчесто тоа биле епидемии на паратифус, на тифус или на колера. Кај нас колера, фала Богу, до сега не било. Јас мислам да немам зборови да искажам каква е ситуацијата во едно домаќинство без вода. Во нашата улица Ленинова веќе од месец јуни така беше, немаме вода, а ево веќе навлегуваме во зимскиот период и се уште преку цел ден немаме вода. Доаѓа некаде околу 21 часот, 22, 23, па во некои денови околу 24 часот. А престанува околу 5 наутро. Во овој случај не ни останува друго, но целокупна работа околу во домаќинството со вода, а и личната хигиена ја обавуваме преку ноќ. Се го сваќаме проблемот со вода, со недостиг на вода во Битола, но да трае пократок период или да е само во летните периоди, јули, август, но половина година без вода мислам да го пореметува целокупен живот на едно домаќинство. Та е изградена уште 1955 година. И после добивте вода, не? Имаше тогаш сасвим мала цевка беше и немаше доволно и тогаш. Само пред 2 години направат друга канализација, односно спроведе и канализација и водовод. И кладува пошироки цевки, за да имаме доволно вода. Извадат тие старите цевки, бидејќи тие беа мали, од 1,5 беше, ми се чини, за цела улица овде. И сега кладуваат нови цевки, големи, широки. Известно време имавме доволно вода, али сега не знам дали приклучија сега од долу или бевме приклучени од горе првен. Имавме доволно вода првен кога поставија. Али сега ево ова година цело лето немаме вода. Вода оти немаме, за вода ова ето. Ами зошто? Не ни донесвама, ќе не кажа барем Битола оти вода немаме цело лето за срамота. Друго ништо. Немаме. Нека знаат барем оти како е, не само негде да има, негде да нема. Сиве улици има. Горните, долните, само нашата нема. Сегде има, ти ојме по комшите полниме, некој ќе им дајте, ама некој ни вели вода плаќаме со стомнињата враци. Некој ќе не истерат, некој ќе не прибери, ќе речелате не полнете. Децава како? Со децава е вака, цела ини ни ги влечкам, цела ноќ без вода ги периме по 2 пати, машината ноќ ја ваѓам, на раце волнените по цела ноќ ги перам и децата. Мајки модат на работа, ќе станат, јас останувам со ними. И водата и таа што иди не е чиста, матна, бутури е. Е преварваме па да ја пија. Матна, тиња, црна, колку таква е водата. Собирате вода за миење, бар раце да има... За се вода собирваме, еве бурињата тука полни, се собирваме вода и до 9 сато па ќе истрошиме вода, па ќе немаме за пиење, па немаме, па ојме по комшите да полниме. Немат. Добро, бар што понекогаш доаѓа, еве. Ами, што доаѓа во 2 ноќески ќе доаѓа и до 5 саба, или во 2 кој ќе стане, јас станувам па по цела ноќ полна вода. Цела ноќ, по едни ноќи уопште не легнувам. Ќе приклучам машината, 2 машини ќе извам пелените од децата и до сабајле до 5 нема вода да се измијаме и пак од бурињата, од бойлерот се мијаме, нема. И колку време така? Па има 6 месеци. Јас на одмор бев, кога дојдов невестите викаат опште, мамо цел месец, 6 месеци со сега немаме вода. А колку живеете далеку од центарот на Битола? Колку живееме, колку метра има, нема 200 метра од Епинал, кај што живееме. Во Епинал има стално вода, кај нас нема, од таму сме поврзани ние. Од Епинал приклучок имаме. А кај живеете? Во зградата, на 4-ти спрат пратешка да се добија вода. Во таа зграда таму? Ова е.
Никогаш нема вода? Па, со недели нема да еден уште. Во неделата дојде кога заврли, инаку нема да еден. И секој ден вака? Секој ден мора за пие и да носиме вода. Има доста, има скоро 500 метри повеќе. Па има и повеќе од 500 метри. И другите така се снаоѓаат? Па сите како што гледате носат вода на раце за пиење и исто и за миење. И вака секој ден по вода? Да, секој ден по водата име. По колку пати дневно? По 3 пати, по колку ќе можеме. По колку ќе ви испратат, не? Да. Тешко е? Тешко е. Одамна? Да. Одамна немаме од пролетка. Од пролета кога не пушти ева за 2 средина имавме и немаме пуќе. И ви кажам, сме одели почепати тамо во водовод, во општина. Некој на татко ми му рекол, имам татко ја стар пензионер, рекол ќе заврне ќе ви донесеме вода, ќе ви пуштиме заправо. Значи од дождот зависи? Да, така го велат тие, тоа така го третират. И сметам дека еден свесен човек може денеска 2 пати да ја или еднаш, ама вода ако нема, тоа е многу тешко, затоа што водата е неопходна за све. И слабо од нивна страна. Тоа е 30 години се, не само сега. Сега година така ни прават. Од месец мај, јун ќе почне и нема вода кај нас. Еве и дожд падна, па пак не дојде. И пак вода нема. Лоша ситуација кај нас. Нови добиме згради, кога станови нови згради, вода нема. Значи дава станови нови, а вода не ни дават. А плаќате вода? Плаќаме. Ќе пуѓат воздухови, ќе покај сату и ќе платиме џаба. Тоа побрзо врти? Ќе врти. И така се плаќаме парите. Воздух? Воздух. И ќе покај сату колку е дека од киловати, ќе плаќаме, а вода дома немаме. Да. Така да работи. Како се вика оваа населба овде? Гинимале. Вода од кај зимате? Од овде, од комшите, од помпа. Ето и ние имаме помпа. Од помпата Од чешма не се пие, тиња е. Мириса. А инаку има вода, тече. Има. Што мислите, дали е чиста таа вода? Не е. Не е чисто уште кога тече тиња, не се пие, мириса. И секој втор ден идам ваму, полнам вода од овдека. Да. Аз идам таму, таа струм другата улица. Како е водата кај вас? Исто така, сламки, гнојој, да чути жолта, како да ти кажам, не бере рѓа е. Тоа е. За ништо, ето ние никако не пијаме од чешма, се од тулумба. Тулумби си имаме дома и од тулумба. И други полнат кod кај нас, не само оние. По едни пати е фина водата, ама по едни пати за ништо не чини. За ништо не чини. И она што го периш, црно е, не е бело. Пред една година многу не беше убава водата. Сега како се смеша со другите бунари, не чини водата. Како е водава за детева? И за детето не чини никако. Нема вода. Ја вариме водата. Водата не чини за ништо, ќе знаеш некој крв беше водата. Крв, јас се чудам, јас имам тулумба, синако ја откојам чешмата, клано јас не пијам вода од неја. Никако не пијам вода. Па кој направи тие бунарите, таму се пострава селата вода. Па зашто ви користи водава сега? Зашто ја користите оваа вода што За имате? миење нешто, пајци, тлајци, такви работи. Тулумбата е, со тулумбата работам поише. За перење, за перење. Како? Имам вода перистерска. Малата полна од камена вода за пиење. Што мислите за малеви деца опасна? Опасно е, како не е опасно? Како не е опасно? Дали сте кажале некому дека е ваква водата? Но кој ќе му кажеш? Кој те слуша дека ќе му кажеш? Некој ти кажам, јас да просиш Ченеф го мие в котело натре, крв, чиста ко крв водата. Црвена, од чешмите. Вие барем имате вода, другиве немаат горе. Еби кој има, некој ќе се најде, ќе иде комшите си пијат. За пиење, за друго, само за миење. Ово е старски дом Стој Рајдер со капацитет од 92. Во него се сместени стари изнемоштени луѓе, а во моментот ги има 90 корисници. Сите се над 70 години, сенилни, болежливи, така да поради овој проблем физиолошките потреби ги вршат и во себе. Поради овој проблем на домот ни е потребна вода
за да ја одржиме целосната хигиена во домот. Немаме вода 6 до 7 месеци, така да осетивме голема тешкотија, поготово управата осети голема тешкотија, кога ги ангажиравме луѓето после 11 сатот на ноќно време да полнат кади, канти, за да собериме вода за за прекуденот. Превземени се и други мерки, така да двата бунари кои се наоѓаат во кругот на домот се оспособени поради тоа да не би дошло до некоја епидемија. Како со водава? Немаме. Е, вака се мачиме ја. Секој ден? Секој ден. Зашто не е нас вода? Ние сме овде одбијани од пижаните. Ви откупуваат некојато сода? А? Госовите? Ами шо ако ни откупува? Нека пуштате, немаме шо. Нека не пушта, оти ние не имаме вода некош. Е, вака се мачам со конзерва овде ја. Ја да води така е. Пелагонијава, шеќераната, напред, кајру може да дојде вака за ноќ. Каква шеќера ти шеќерот има после? Немаме вода каква. Добро, овде имате чешма. Имаме чешма, Ама нема повеќе вода. чешма. Сите имаме чешми. Никогаш не сте добиле? Никогаш не чисти. 6 месеци едно немаме, значи. 6 месеци. Ова е чиста вода? Да чиста ова не иши, со една пила вода има натре, нема ништо не, можете да проверите. Ако не е ова, вошки ќе От тука се периме, ако не е вошки ќе вате го шива од скалија. Вошки да гледаш ода и по учениците ти. Учениците? Мега малико ми дојшеш вошки ќе ти старам од дома. Арно велиш, ти на голем се да Ти го отрежал луста џуле. Џуле. Како ја користите за пиење? Ја варите или вака? Не варим, обично ја пијаме. И се уште сте здрави? Дали здрави? Како простина на урет има ќе не крпа. Дали доаѓаат од општина понекогаш? Која е, бе? Кој дошол вода, бе? За пари да дојде да земји, да го зема. Па тој ќе не на вода, нема. Како тоа, бе? Општината. Струја доста нема тука се до напред. Така шо? Јас право шо зборам, само работа не знам, ама не ви. Колку пати ојдел не да му речем, где смрди улицата? Не. Или че не иди, да платиш требате. А канализација има? Има, главна канализација има. Има Система канализација, да. Ама не иди. За пари се ќе дојде собери, по 5 банки на член. Така прави. Не тоа да наше. Не е као Скопје, што се води сметка. Овде, кој нашо забра? Ете ко нас карачки ќе врзнам овде. Наша скотиновата ланца се вика за самџат. Одговорот на ова прашање, по моје мислење, треба да се бара во изминатиот период, поради тоа што баш во минатото е изгубен во разрешувањето на овој проблем темпото, така да денес може слободно да се каже дека остануваме скоро 5 години позади развојот на нашиот град, односно не сме во состава да ја пратиме динамиката на неговиот развој. За да бидам по-илустративен, градот Битола од 1951 година па се до 1975 година останува со иста количина на зафатена вода, а имено средно годишно околу 140 литри во една секунда, што подразбира период од читави 23 години. Тек во 1975 година имаме посколемување уште за 1/3 од горната количина или нови 75 литри во една секунда, што подразбира за 25 изминати години становништвото на градот Битола е позголемено за 100%, а количините на зафатените води од извориштата за водоснабдување на градот останале скоро исти. За да се уште посликовито разберат како растат потребите на нашиот град, доволен е фактот ако се кажи дека за последните 3 години позголемена е потрошувачката на вода за читави 60% од расположивите количини, односно новозафатените количини во текот на 1975 година веќе се потрошија, така да градот остана во иста состојба како и порано. Поред становништвото,
појавени се како нови потрошувачи и доста индустријски капацитети, како например фабриката за конзерви Пелагонија, пиварата, ладилнико, медицинскиот центар, Фустеларго Борец и други, постојни индустријски капацитети кои што ги имаат проширено своите капацитети за 1 до 1,5 пати. Исто така не е мал бројот на нови потрошувачи од стамбената сфера, било како колективи стамбени згради или индивидуални стамбени делови на градот. Немањето на вода исто така може да се заклучи и од инвестиционите вложувања во изминатиот период, ако се има во предвид фактот дека за 23 изминати години инвестирано е во мрежа и други водоводни објекти во вредност од околу 1,2 милиарди стари динари, а само за последните 3 до 4 години 5 милиарди стари динари, што вкупно изнесува само 1/4 од она што треба да се вложува во наредниот период, за да се овој проблем симни од дневен ред и да нашиот град добие вода. Не треба никако да се испушти од предвид и фактот дека ваквите комунални проблеми се доста специфични по својот карактер на инвестициони вложувања, односно големи инвестициони вложувања за долг период на време кој изнесува 30 до 40 години, што подразберва дека целиот товар треба да падне само на една генерација, а корисноста да биде за повеќе генерации. Пошироката заедница во изминатиот период за решавање на ваквите проблеми не е обезбедила трајни извори за финансирање, туку ова проблематика ја оставила исклучиво во надлежност на општините, а по моје мислење, ретко која од општините може да поднеси ваков товар. Разрешувањето на овој и останалите комунални проблеми со ориентација на извори на средства од кредитните институции, со вакви несносливи високи камати и краток период на враќање на позајмените средства, просто е несносливо од страна на организациите кои што се бават со оваа проблематика, меѓу кои што спаѓа и нашата. Каква е сегашната состојба на водоснабдувањето во Битола? Одгоре казаното јасно може да произлезе заклучокот каква е денешната состојба со вода во нашиот град, а имено, нашиот град располага со соодветна дистрибутивна мрежа, али со неадекватни димензии на цевките, добар дел доста застарена и лошо технички изведена во изминатиот период, испреплетена со останали подземни инсталации, меѓу кои спаѓа старата турска геризна канализација, што во крајна линија ја отежнува во многу состојбата со одржувањето на истата, дотурот на водата до потрошувачите и, како последица на тоа, и големи губитоци и на така малите количини што ги имаме на располагање. Не е тајна ако кажам дека губитоците се движат заедно со растурот преку јавните чешми негде околу 30%. Често пати се случува поради старата канализациона мрежа да дојде до одредени заболувања во градовите. Што мислите, што би требало тука да се направи? За овој проблем кој што датира уште од минатото, неопходно е изградба на хигиенски исправни водоснабдителни објекти и изградба на хигиенски исправна канализација. Од целокупното население, кое што во моментот во нашиот град брои околу 70.000 жители, скоро уште 30% од истото се уште не е покриено со водоводна мрежа, а тоа се претежно периферните делови на нашиот град, меѓу кои што спаѓаат и некои бесправно подигнати стамбени објекти. Слободно можам да кажам дека без вода остануваат сите висококатници, високите зони од градот, скоро 5 до 6 месеци во годината.
Не е никаква тајна ако подвечам и тоа дека новоподигнатите стамбени објекти на југозападниот дел од градот према комплексот на новата болница исто така остануваат без вода и поред сите големи желби на корисниците на становите дека ќе го добијат својот животен комфор, али комфор без вода по мене е скоро никаков. Имајќи го во предвид ова, можам да замислам како би било реагирањето на граѓаните како потрошувачи, независно од тоа каде е упатена нивната критика. По мене, граѓанинот мора да го има она елементарното за животот, а имено водата. Татко ми пензионери, мајка ми, сестра тамо, тори спрат горе вода нема никаде, треба целна да се кува, треба вода за миење, треба, нели, тоа секој го знаеме ние. Тоалетите се дома. Само да види кај мене. Бев 2 дена на работа, прекувремено работев, нема прилика така да наполнам вода. Смрди натре. Не се влегува натре опште, све запрљано. А доаѓа понекогаш вода? Кај вас? Тамо кај мене уопште нема дојдена вода, никако. Од кога? Јас ве молам да дојдете горе баш сега по мене, тамо да видите како е вентило, како го стаја, кој е правя зградата со кал затрпан овај главниот вентил за пушање на водата. И ако дојде негде вода, кај нас не може да дојде вода во зградата тамо. Што мислите, кој е одговорен за оваа ситуација? Јас сум се обраќал тамо во ова надлежното стамбено предпријатие, тие викаат водовод. А добра, ма кој е надлежен да му речи? Вие зградата вие сега направите. Вие како сте примиле зградава, тоа е ваша работа, не сме ние да ние компетентни останалите дојме да му наредиме на некој да го направи тоа. Треба вие да превземете мерки за тоа. Ќе видиме, ќе направиме, ќе зборуваме и така. Колку има од оваа чешма до вашата куќа? Од ова има дури да стигнам тамо 4 км со вртење вакето околу зград. Што мислите, кој е крив за оваа ситуација? Општината. Би рекле дека Општината, таа водови бавењето кој ќе нареди општината да поводела повеќе сметка за нас, не би дошло до вака. Така е. Како може долу градот да има вода, а ние горе да немаме? Тоа тука нешто се работи, не може така да биде. Цела населба угоран. Нормално, цела населба да нема вода. Месец ни два, тоа Тоа се 5 месеци има, летото 5 месеци. Месеци се, вода, криза, за вода тоа е, мислам, најпотребна е водата во домаќинството. Било зошто? И како се вика населбава? Беден балари. И како се снаоѓате вие? Со цистерни ни носиме на раце од удолу. Кој ќе нараце? Од повеќе туби. Од каде? Кај ќе најде? Од градот, центарот на градот, ќе одиш, ќе наполниш вода, ако ти ако сака да те примна луѓето, ако не ќе Ами појдеме еден ден затвориле шахта, појдеме еден ден. Еден ден нема да ви даваме вика вода стално. А цистерните на колку време доаѓаат? На 2 месеци. Не бе, кој И то цистерна се тепаме. И то се тепаме. На цистерна се тепаме. Секој ден треба дојде човек Да. Овде во оваа зграда имаме луѓе стари, имаме луѓе болни, непокретни, разбираш? Што не можат без вода една минута да останат. Непокретни луѓе имаат парализирани во новата зграда. Да. И како изгледа тоа земање вода од цистерна? Како земање кој ќе дојде, ќе пуштате на едно цевче тамо, разбираш? Кој ќе втаса тамо? Ќе оневи турни се, бурни се тамо, турни овде, турни онега, разбираш? Со 300 ѓирулти, 300... Па не може ќе одиш. Ќе турнам јас, ќе напнам јас, ти ќе си паниш. Тежок проблем. Обично проблемот е најголем тежок за водата. Станоите се удобни. Сите уреѓаи ги имаме се, само водата е најголем проблем. Јас мислам треба да поведи малци општината и водовод и бајни за сите за да се снабди градот со вода. Тоа што ви кажат, што ова што состои. Вода овдека нема дека 6 месеци нема кај нас. А не гонат инспекцијата трговска што е санитарна инспекција не гонит, џемоти не се миени, ова не е миено, она не е миено. Од каде да све вода ни овдека, не знаеме самите од каде. И ве казнуваат. И казнуваат, то слободно ќе не казнат. И многу пати се чак што више забицни брат. Ево тука шефоите се. Фриждерот не може да го измиеме. Прав се бери многу, а вода нема кај да земиш. Од каде носиме вода? Наравно треба носам или од каде не знам сами јаска. А мора навреме да отварате. А мора навреме да се измија и стакло и фрижери и натре да се избириш и се, сите те работи. Па вие тоа е резерваро, во тој ќе се наполнат коморите внатре. Она вода која се цеди, течи преку јацевките. И ево кој што гледате, од девојчето, например, полни од тука, ова вода повеќе од населението користи за пиење, некој за храна, за манџа и така натаму. Дали е од чиста вода?
Ова, обавестени се луѓето дека не е чиста вода, али пијат, нема кај да одат, нема за вода, ретто да речеме некој има кола, ќе наполни. Овие што немаат кола или што ете така притеснати со времето и понато од овде. Да прашам и Мислам другарката. дека не е чисто. Ајде, повелете прашам. Зошто ви е оваа вода? За перење, за пиење, за секаква потреба водата вода. А знаете дека не е чиста? Знаеме, може од неја да пиеме, скоро еве 5,5 месеци нас чешмите немаат вода дома. Па дури и нечиста вода. Па мора. До таму дојде работа. Мора до таму и дојде на што правиме. Па може да се рашират разни болести поради ова. Може, ама кога нема друга мора одма да се пие. Поради недостиг на вода прво страда целокупно сите луѓе страдаат, али како најосетливи категории ни се секогаш децата. Тие се најосетливи и на сите други заболувања. Овие резервоари што постојат за вода, кои се еден додатен дел на тоа водоснабдување, како треба да изгледаат? Во зависност за колкава населба се работи и резервоарите имаат соодветна големина. Тие ни служат за акумулирање на одредено количество на вода, кое што преку ноќта се обезбедува од извориштата, а не се троши, за да се троши преку денот, кога е најголема и потрошувачката на вода. А резервоарите од хигиенски аспект треба да бидат заштитени, да има зона на санитарна заштита. Во зависност од големината, некаде некои резервоари се обезбедени со чувари, со оружје, со кучина, али чување е најдобро е кога има зона на санитарна заштита. Во зависност од големината, значи дали ќе има и чувар постојано или повремено. А кој би требал тоа да го спроведе во дело? Тоа треба да го спроведува во дело организацијата која што стопанисува со водоснабдителниот објект. Сметам дека не само срамота, него жалосно многу е да во сега, после толку големо достигнуće што има техниката, значи за една вода да страдаме ние тука, да се смртваме и бактерии горе, да се ние сме сторија глезда на бактерии, бакцили, бактерии, значи болест од тука ќе излезе. Што хигиена тој во градот ќе држи на улиците, кога дома ние не можеме да одржиме хигиената. И јас ќе речеме овака. Закон ние имаме многу добар закон и категоричен е законот за секој еден граѓанин, само имаме поединци кои тој закон опште не го погледнуваат. Него меѓусобно како ќе се решат тие, како не им одговара едноставно и ние ќе трпиме вака. Дали е овај човек жалосно машиновоѓа во пензија сега и болен со испуштени вени од инвалидски пензионери, дој тоа дана да носи од кај иднина од кај фабриката кај што ме видовте мене со кантиња по 5 литра вода. Па тоа е срамота. Срамота поединци го пратува и го каѓаат образот на државата. Тие. За вас да ја прашам, дали ви е поевтино пиво и вино? Апсолутно пиво, значи да може да се пери со пиво, пиво ќе купаме и кисела вода. Од јас дури додам sada вода, дојсам вода, дихово сум одел дури горе вамо, нема на пример вода, чодам кај Пелистер, да наполна вода, дојсам да купаме и да се измиеме. Можеш да ја носиш на раце, па жешко, не можеш да ја носиш тежи. Ако не покажи цатот, паушално сега по членови. Па има тука деца мали сакат да се капа. Од прилика, разбираш, ќе се врне за... Ама со дојсено вода, дали може, за еден човек да е денеска му треба 50 литра вода, најмалку. Да, а не повеќе фамилија. А што можеме да седе со кола да одам 100 литра вода ќе дојсам, треба 3-4 пати да одам по вода. За 10 члена најмалце. Колкава е оваа населба, колку има жители? 200 куќи има. Има, значи најмалце ние, мислиме што ја писаме жалбата, рекне има околу 3000, значи нас, така, да има. И повеќе. Може се рече преку 3000. Колкава е нагоре треба да се погледне. Во е нова кацина. Значи, ви кажам кога, значи, во фабрикава застанува без вода, значи не се свестува некој да речи, чекај бе, зашо фабриката стои за вода. Значи, јас понатаму нема што да мислам, значи да очекуваме ние. Значи, ви реков, додека некој други фактор не се најде да го реши да прашање. Мислите на републичко ниво? Сигурно. Кога ќе има вода? Према деталното разработена програма за реализација на изготвената проектна документација, градот Битола ќе го разреши проблемот со недостигот на вода во наредните 5 години и тоа под следните услови. Прво, потребно е да се обезбедат инвестициони средства во износ од околу 23 милиарди и 500 милиони стари динари
и тоа што е можно порано. Треба да се изгради хидросистемот Срежево во тој период на време, бидејќи крајното решение го гледаме во тој систем, поради тоа што недостигот кој се јавува во сушниот период за нашите потрошувачи, ќе можеме да го надополнуваме од идната Срежевска акумулација. Секако не задоволува одговорот за нашите потрошувачи во колку би чекале 5 години за да има доволни количини на вода за секојдневните нивни потреби. Затоа пак техничката документација и програмот за реализација е таков да во разрешувањето на овој проблем ќе приидиме етапно, те на таков начин постојат реални можности во текот на идната година да донесиме нови количини на вода од Пелистерскиот регион и го избегниме она што не затекна во текот на оваа година. Извршени се сите припреми за отпочнување на инвестициониот зафат, направена е финансиска конструкција, од каде ќе биде финансирано ова инвестиционо вложување, поднесени се барања до соодветните кредитни институции, во тек е нивното решавање и чврсто сме убедени дека ќе ги добиеме бараните средства. Извршени се сите припреми со градежната оператива за да може да се отпочне со изведувањето на работите. Поради сложеноста на проблемот, ангажирани се сите општествено-политички фактори во нашиот град и со полно нивно залагање, сметам дека проблемот, онака како што е договорено, во наредниот период ќе биде симнат од дневен ред. Во прилог на ова зборува и фактот што е распишан месниот самопридонес на граѓаните и од истиот исклучиво се наменети средства за разрешување на овој проблем. Исто така, како извори на средства се предвидени поред банкарските кредити од комуналниот фонд, од фондот за комунално уредување на градежното неизградено земјиште, учеството на Југословенската народна армија, стопанството, нашата организација и други извори. Секако не треба да испуштам, а да не подвлечам и тоа, дека граѓанинот како потрошувач мора во наредниот период преку соодветна цена на водата, која ќе биде исклучиво наменета за враќање на ануитетите, поднеси свој соодветен товар, како партиципација и на минатото, а уште повеќе за иднината, бидејќи износот на ануитетите за позајмените средства е околу 1 милијарда и 300 милиони стари динари, сума која нашата организација без помош на потрошувачите не ќе биде во состојба да ја поднеси. Веќе 5 дена се наоѓаме во Битола и бараме одговор на прашањето кога ќе има вода и дали воопшто ќе има вода. Одговорот го баравме на секаде, го баравме и во овие две згради, тоа е собранието на општина Битола. Тука имаше два одговора, дека за сега не можат ништо да кажат, а вториот одговор е дека одговорот би требало да го бараме на друго место, пред се во извршниот совет. Таму и отидовме. Во оваа зграда се наоѓаат просториите на извршниот совет на град Битола. Тука во неофицијален и доста обимен разговор дознавме за сите усилби на сите општествено-политички организации на градот Битола за добивање на вода. Многу опширно не беше кажано сето тоа што треба да се направи во наредниот период и бевме свесни дека се работи и дека вода Битола ќе добие. Ќе добие наскоро по изградување на системот Стрежево. Но сепак за жал официјален одговор на ова прашање не успеавме да добиеме. Ова општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија за град Битола. Тука ни рекоа дека би требало да се обратиме на други места во Социјалистичкиот сојуз, како на пример, и дека они не би можеле ништо поаргументирано и поточно да кажат. Сите не упатуваа до Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на општина Битола.
Тука контактот не го воспоставивме, така да одговор на прашањето кога Битола ќе има вода не добивме. Така да и граѓаните во нашата емисија официјален одговор на ова прашање нема да добијат. И до година пак има лето. Да, ќе има, истиот проблем. Нема да има вода. Не верувате дека нешто ќе се направи? Не веруваме дека општината ќе победи и водовод и бањи сметка дека ќе имаме вода. Тоа е тежок проблем. Posle me počekaj,